5 години работи тешка физичка работа в планина. Како вработен во јавното предпријатие Македонски шуми, сече и товара трупци. А веќе 8 месеци се бори и со дијагностицираниот рак на простатата, но сепак продолжува да оди и на работа за која нема здравствено осигурување, а кое сега му е наслушно потребно. Ова е накратко болната приказна на 54 годишниот ресенчанец Корун Кукуловски, кој од ноември наваму се снаоѓа како знае и умее за да си го спаси животот. Ми препорача доктор Довчев Скопје енерција, ни купив 9 енерција од Грција околу 1000 евра и клавав една месечно, неделно поправо, 6 недели по една неделно, па 6 недели не клавав, па сега 3 недели клавав. Пак и сега дојде после 2 недели ми рече после 2 недели да дојде Скопје. И сега хојдов Скопје средата, ме упати докторот од ушја таму, кој што треба да ме снимат, ојдов таму чекам. Ме вика, ти немаш осигурање, како ќе закажеме, термин никако не може ми ништо. Кукуловски вели дека тој е само еден од вработените во јавното предпријатие Македонски шуми кои се соочуваат со вакви проблеми, бидејќи платите се земаат нередовно, придонесите не се платени кој знае од кога, а вработените, речиси сите, се веќе возрасни. Нему засега финансиски му помагаат роднините, а вели ја употребил и малата заштеда што е имал од производството на јаболка, но се плаши што ќе биде понатаму, зашто јасно му е дека ќе мора чарето да си го бара приватно, а за тоа ќе требаат пари. Разочарано коментира Корун. Со пари имам тројаболка, нешто брат ми има неколку крави. Внукот играт ракомет, ми поможи ти тој. И сега ми поможи, ме носи Скопје, ме пивамо таму по доктор. Бега барам осигурање, да има да направам та 5G некоја снимка. Да, такви имало само 2 некои она во Македонија. Ми се чини дека ми рекол ова е во државна болница, седне вчера, не знам, ми рече некој не е во мајка Тереза, таа е во 8 септември е таква. Во меѓувреме, додека трае борбата за живот на овој човек, а за кого од ресенчани слушнавме дека е многу омилен помеѓу своите сограѓани, веќе започнале да се собираат и донации, за да може приватно да го продолжи лекувањето. Инаку, колку за подсетување, јавното предпријатие Македонски шуми, кое инаку е загубар, посебно актуелно стана кон крајот на минатата година и на само еден месец пред формирањето на техничката влада со распишувањето на огласите за вработување на дури 355 нови лица, каде главен критериум беше етничката припадност. Тогаш опозицијата обвини дека СДС и ДУИ си ја полнат државната и јавна администрација, вдомувајќи партиски послушници, иако станувало збор за загубар кој преживува со позајмици, а платите и придонесите доцнат со месеци. Ова беше и причината што во март беа организирани и штрајкови во сите подружници на јавното предпријатие, пошто дури деновиве била исплатена конечно мартовската плата.